Повеќе Струмица. Гужви турканици без заштитни маски и не почитувајќи ги мерките за заштита од коронавирусот. Вака викендов изгледаше забавата на стотици луѓе на музика во живо во струмичкиот клуб Аватар. Клубот работи и покрај забраната за работа на ноќните клубови со настапи на познати музичари од земјава. Зошто овој ноќен клуб е повластен и за него не важат законите? Алфа се обиде да дознае кој е собственик на ноќниот клуб. Во Струмица многу чаршиски муабети дека зад Аватар стои зет во семејството на екс-премиерот Зоран Заев. Дали оваа информација е точна, побаравме одговор од менаџерот на Аватар Никола Тунев, но до почетокот на вестите тој не се одважи да ни каже кој е собственик на клубот, дали е член на семејството Заеви и зошто клубот не ги почитува мерките за заштита од коронавирусот. Државниот пазарен инспекторат пак се правда дека бил немоќен да делува. 4 инспектори од Скопје беа во петокот вечерта на лице место, а полицијата од страна ги гледала. Направен е записник, а ќе биде поднесена и кривична пријава до судот. Нека ни дадат дозвола да можеме веднаш да ги затвораме лицата. Ние тоа ќе го направиме, меѓутоа мораме и ние да се придржуваме на законите. Големото отворање на клубот се одржа на 11 јули, на кое се шпекулира дека имало 1500 гости, од кои 300 од Скопје. Во време на пандемијата со корона, кога се забранети секакви веселби, свадби, веридби и родендени, Аватар е единствениот ноќен клуб кој работи во Струмица. Освен него има уште еден ноќен клуб кој нема дозвола да работи. Своите журки клубот ги најавува на социјалните мрежи, истакнувајќи дека поддржува македонска музика, но и со молба посетителите да ги почитуваат мерките за заштита. За вечерва е закажан уште еден настап на македонски бенд. На 240 лица заболени од корона во земјава, ваквите непочитувања на мерките од ден во ден се повеќе го зголемуваат овој број.